Министерке Шекеринска, на почеток да ви заблагодарам за одвоеното време и покрај големиот број уговорски кои ги имате. Сепак вие сте еден од оние ретки политичари кои речиси никогаш не одбиле да направат интервју со медиуми. Мија оваа година одбележува 20 години од своето работење и по тој повод сакаме да го слушнеме мислењето на дел од реномираните личности од областа на политиката и јавниот живот во Македонија во врска со значењето и улогата на Државната новинска агенција, нејзиното обстојување на медиумската сцена и колку ја оправдува довербата кај јавност. По 20 годишно постоење и професионално информирање, какво е вашето мислење за Мија и што очекувате од натамошната соработка со агенцијата? Го правиме ова интервју истиот ден кога го славиме и денот на армијата на Република Македонија и не го спомнувам ова формално. Навистина мислам дека и армијата на Република Македонија и Мија се дел од оние институции кои што се столб на државноста. И се разбира дека и тие минуваа низ подеми и падови, низ какви што минуваше и Република Македонија. Но мислам дека станува јасно дека сериозна држава со перспектива, држава со иднина, мора многу повеќе да инвестира во овие институции кои што се темелот. Армијата ни ја гарантира безбедноста, стабилноста, но институција како Мија, Македонската информативна агенција, е таа која што треба да ја храни и да ја одржува македонската демократија. Низ кризите минатите години видовме дека нема стабилност без почитување на основните демократски вредности. А едно од тие главни демократски вредности е правото на слобода на говор, слободно известување, слободни медиуми. Факт е дека и агенцијата помина низ тешки моменти, кога Република Македонија се гледаше и од страна на нашите граѓани, и од страна на светот, како на држава со помрачени медиумски слободи. Тоа се одрази и на Мија, како што се одрази на голем број на други медиумски организации и институции, но наша задача како граѓани, како држава е да ги изградиме институциите да бидат толку силни, што дури и политиката да не може да не им ја сруши таа позиција. Во тој аспект, мислам дека Мија во изминатиот период има и моменти со кои може да се пофали. Како агенција која што го носеше товарот за пренесување на точни, вистински и релевантни информации. Во ерата на лажни вести, вистинската информација станува уште поважна. И како граѓани на оваа држава, па и како политичар, очекувам тоа да биде вредноста која Мија ќе ја нуди на својата држава. Вистинска информација, информација на која сите ќе веруваат, информација која е важна за граѓаните, релевантна за нивниот живот, но која што нема да потпаѓа ниту на сензационализам, ниту на лажни вести, ниту на политички притисоци. Дали според вас Мија ја оправдува довербата кај јавноста и во медиумскиот простор? Мија не е остров, ниту пак можела да се изолира од се она што ни се случуваше изминативе години. Во периодот додека македонските медиумските слободи во Република Македонија паѓаа 80 места на светската листа на медиумски слободи, тоа беше видливо и во Мија. И таму имаше обиди, дели успешни, за политизација на веста, за политизација на информацијата, но убедена сум, како и во другите институции, дека најголемиот дел од луѓето кои работат во Мија сакаат да работат во институција која нема да им служи на политичарите, туку ќе служи на државата, ќе служи на вистината. И убедена сум дека тој капацитет се гледа и ќе може да се развие. Сметате ли дека рейтингот на Мија се движи во нагорна линија и дали сте задоволни од содржините кои ги нуди барем до сега? Не сум, да кажам, информирана доволно за да кажам како јавноста ја гледа Мија, но мислам дека како државна информативна агенција сите ние сме имале тенденција, навика, желба да и веруваме на Мија. И за жал одредени работи го нарушија тој имидж. Но генерално во Македонија се создаде скепса кон сите институции, кон официјалните вистини, кон информациите кои што се пласираат во етерот, и сите плативме цена.
и како граѓани, вие како институција. Убедена сум дека веќе и во последнава година се гледа промена во политичкиот амбиент, се гледа промена и во работењето на МИА. Фактот дека оваа година за прв пат меѓународните листи за медиумски слободи, извештајот на Freedom House, велат дека Македонија се враќа на меѓународната сцена како држава со подобри медиумски слободи, е плюс и за МИА. Се разбира, вие не сте единствени на медиумскиот пазар, на медиумската сцена, но мислам дека како и агенција можеби имате и најголема улога. Последнава година Македонија од страна на Freedom House беше оценета како најоптимистичка држава во поглед на медиумски слободи не само на Балканов, туку во Европа. И дека таа промена политичка на владата, на амбиентот, на правилата стана многу видлива. Ако пред само 2 години беше ерес да се критикува владата, тоа сега се работи и слободно и постојано. Ако пред неколку години државните, особено медиумски куќи беа користени за пропаганда, денеска тие се најгласни во барање на одговорност, отвореност, транспарентност. Сето тоа покажува дека Македонија научи од грешката. Убедена сум дека и МИА научи од своите грешки и дека сега кога ќе ја спомнеме МИА, мислиме на агенција која што има државна, а не партиска и не политичка задача. И тоа е голем плюс. Очекувам МИА да се развива така и во иднина. Има и уште една сфера која убедена сум дека е многу важна во работењето на МИА, бидејќи Македонија е мала држава со прилично комплексен медиумски простор, во кој што има многу медиуми, расцепкан е просторот и многу тешко е дел од тие медиуми да обезбедат вистински точни, релевантни информации од странство. МИА е можеби институцијата која тука највеќе може да придонесе со отварање, одржување на дописништва во странство, бидејќи Македонија секогаш ќе зависи од тоа што се случува во светот. Ако сме како Ној кој што ќе ја стави главата во песок и мислиме дека само тоа што се случува во Македонија е важно за нас, некои негативни процеси во светот можат да ни изненадат. Со вистинска информација во клучните светски центри, подобро информирани ќе бидат граѓаните, подобро информирани ќе бидат и институциите и ќе носиме одлуки кои што ќе бидат оправдани. Со каква порака би го честитале 20 годишниот јубилеј на Македонската информативна агенција? Сакам да им честитам на сите оние кои професионално работеле сиве овие години и кои што ја граделе Македонската информативна агенција, да им се заблагодарам како граѓанин за информациите вистински и навремени со кои не наоружале, со кои не информирале и да посакам на професионалците во МИА да бидат фокусирани на вистинската задача. А тоа е информацијата точна, навремена, релевантна, да биде достапна и до македонските граѓани и до македонските медиуми. Вистината е вашето и наше најголемо оружје. И се додека таа е центарот на работата, на фокусот на МИА, МИА ќе има и резултати, и успешни јубилеи, и ќе остави и ќе создаде добар имидж. Министерке, на крајот сакам уште еднаш да ви се заблагодарам за разговорот. Ми беше чест и задоволство што бевте наш соговорник и на тој начин дадовте мал придонес во прославата на јубилејот на МИА, но сепак многу важен за меѓусебната соработка. Благодарам на интересот.